Евангелието за четвртата недела од Великиот пост ни зборува како Исус со своите ученици оди кон Ерусалим. И тој започнува да им зборува за сето она што ќе се случи со него, дека ќе биде осуден на смрт, ќе го убијат и на третиот ден ќе воскресне. Тој им го кажа додека врвеше пред нив и забележа дека се исплашени. Но додека Исус им зборуваше, во нив се јавуваа други мисли. Беа загрижени за себе, за едината, за собствената екзистенција. И затоа бараа некаква сигурност, сака да им вети места во неговата слава, да седнат одлево и одесно. Фокусот го свртуваат на себе, а не на она што Исус ќе го направи за нив и спасението на светот. Не можеме ни да си предпоставиме колку ли само болка предизвика кај Исус таквото себично размислување на овие двајца браќа Исусови ученици. И ние се придружуваме на Исус и на неговите ученици. И веќе наредната седмица на празникот Светници и преку обредите на црквата во Страстната седмица ќе се воприсутниме на тие настани на кои ќе бидеме сведоци. А на што е фокусирано нашето срце во пресред на празникот Воскресение Христово? На прошетки, на средби со пријатели, на забави, на патувања? Зарем често не сакаме и ние сигурност, слава, успех, признание, почести, но без крстот, без да служиме, без жртва? Зато Исус и нам ни вели дека често не знаеме што бараме, не знаеме што сакаме, затоа што посакуваме минливи, земски работи. Но истовремено и не прашува: можете ли да ја испиете чашата што ја пијам јас и да се крстите со крштевањето со кое се крштавам јас? Со други зборови, Исус не прашува: ако сакаш да си христијанин, да седиш одесно и одливо, дали си подготвен да одиш по неговиот пат, патот на крстот, понизноста, служењето? Исус го гледа своето страдање како крштевање, влегување во смртта и премин во нов живот. Дали ќе дозволиш во тебе да умрат твоите желби и гревови и да преминеш во нов живот? За да се седне одесно или одлево во Исусовата слава, потребно е да се помине патот на служење. И самиот Христос не дојде да му служа, туку да послужи, и затоа даде конкретен пример кога им ги изми носете на апостолите. И тоа не е знак на слабост, туку дека љуби без услови и без да очекува нешто за возврат. Фокусот на нашиот живот секогаш треба да биде ставен на служењето, на Бога и ближниот. И тогаш стануваме Христови слики во светот. Во свет каде сите сакаат да владеат, Христос не повикува да љубиме. И тоа е најголемото служење и гаранција дека ќе седнеме одесно или одливо во неговата слава. Дали ние сме подготвени да живееме така? Во семејството, на работното место, на секаде каде што сме присутни? Дали служиме или сакаме да бидеме први и да ни служат? Имаме можност да го научиме Исусовиот стил, стилот на служење, односно љубовта.